Ви благодарам на сите што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Пресконференцијата ќе биде посветена на актуелните случувања. Почнуваме присутни. СДСМ изврши обид за државен удар. СДС го погреси уставот, законите и деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. СДС ја погази демократијата во обидот да го прогласи Талат Џафери за председател на Собранието. Одговорност за ваквото антидржавно однесување мора да има. СДС изврши политичко насилство, кое подоцна резултираше со физичко насилство. Ниедно насилство не смее да се оправдува. Но СДС има најмалку право да ги прогласува за терористи народот и граѓаните на Македонија, кои 60 дена мирно протестираа и без ниту еден инцидент го изразуваа своето несогласување со тиранската платформа и распродавањето на државните и националните интереси. Одговорност за насилството мора да има. Не смее пратеник, па макар бил и Зоран Заев, да издава наредби за да се пука во Собранието на Република Македонија. Тоа е невиден преседан, не само во Македонија, туку било каде во светот. Дали Зоран Заев е свесен за последиците од пукањето доколку некој куршум од рикошет завршеше во некој од граѓаните? Дали полицискиот службеник, кој што го послушал Зоран Заев, е свесен дека тој не смее да постапува по партиски наредби, туку единствено согласно законот и процедурите? Одговорност мора да има. Целата јавност беше сведок како Зоран Заев отпочна со реализација на црното сценарио од тиранската платформа. Целата јавност беше сведок на срамниот и шверцарски обид да се заобиколи уставот, законите и деловникот на Собранието на Република Македонија. Секое кршење на законите и процедурите води во насилство и анархија. Зоран Заев беше свесен за тоа. Зоран Заев свесно одлучи да ги испровоцира и предизвика граѓаните, реализирајќи го овој срамен чин после 18 часот, во времето кога веќе 2 месеци пред Собранието на Македонија мирно протестираат стотици илјади граѓани од иницијативата за заедничка Македонија. Зоран Заев се надеваше дека доколку се изние револтата на граѓаните, на таков начин ќе го покрие политичкото насилство на СДСМ. Еве кои одгредби ги прекрши СДСМ во обидот да се прогласи свој председател на Собранието на Република Македонија. Конститутивната седница има легитимен председавач согласно уставот и деловникот. Член 63 од уставот вели дека конститутивната седница ја свикува председателот на Собранието од претходниот состав. Значи, уште еднаш, конститутивната седница ја свикува председателот на Собранието од претходниот состав. Член 63 на уставот на Македонија. И само доколку не се закаже конститутивна седница во предвидениот рок, пратениците сами се состануваат и го конституираат Собранието на 21-иот ден од денот на завршувањето на изборите. Член 9 од деловникот на Собранието вели: прв став, доколку првата седница на Собранието не ја свика председателот на заминување, а ја свика, седницата се одвршува на 21-иот ден од завршувањето на изборите во 10 часот, а ја свикува најстариот по години избран пратеник. Ако и тој одбие да ја свика, тоа право го преминува редоследот на наредниот по години избран пратеник, седо избраниот пратеник кој што ќе се согласи да ја свика првата седница. Во овој случај седницата беше свикана од досегашниот председател Трајко Велјановски во претходниот состав, а актуелен пратеник. Значи, сосема легитимно и согласно уставот, законите и деловникот. Пратеникот кој ја свикал првата седница, уште еднаш, пратеникот кој ја свикал првата седница, тоа е Трајко Велјановски, председава со седницата на Собранието. Во понатамошниот текст председавач. Значи, кога велиме председавач, тоа е Трајко Велјановски и согласно членот 9 вели пратеникот кој ја свикал првата седница. Значи, Трајко Велјановски председава со седница на Собранието. Член 9. Додека ново избраниот председател или еден од подпредседателите не ја преземе должноста. Бидејќи конститутивната седница беше свикана во предвидениот рок, како што сите знаеме, од председателот на претходниот состав, тој и председава со неа, како што и председаваше. Токму како што вели став 2 од член 9 од деловникот.
само доколку претходниот председател не ја свикаше конститутивната седница, а ја свика, тогаш согласно одредбите седницата ќе ја свикаше најстариот пратеник, истиот ќе преседаваше со неа. Во овој 9-ти состав на Собранието на Македонија најстар пратеник по возраст е пратеникот Бранко Маноиловски од ДУИ. Согласно кажаното, целосно нелегитимна, противуставна и противделовничка е улогата на Ферид Мухич како председавач, кој всушност не е ниту најстар пратеник во овој состав на Собранието, ниту пак беше најстариот пратеник во салата, ниту пак има деловничка оправданост за друг председавач на конститутивната седница, освен досегашниот председател и актуелниот председавач Трајко Велјановски. Преседан е произволното одредување и назначување на председавач вон секаква деловничка процедура. Член 68 од деловникот го уредува времетраењето на седниците. Значи, член 68 вели, цитирам, седница на Собранието се одржува во времето од 11 до 18 часот. Од 11 до 18 часот. Со пауза од 1 час, ако председателот на Собранието за одделни седници поинаку не одлучи. Бидејќи поинаку не беше одлучено, а сите сме сведоци дека не беше одлучено, ниту договорено, председавачот на конститутивната седница 20-тото проложение од истата, одржано на 27.04.2017 во четврток, деловнички го затвори точно во 18 часот, ги извести пратениците, медиумите и јавноста, дека следното проложение ќе се одржи утредента, со почеток во 11 часот. Одржувањето на следното 21 проложение беше договорена по претходна консултација со сите политички партии. Повторувам, одржувањето на следното во следниот ден, во петокот. Значи, 21 проложение беше договорено по претходна консултација со сите политички партии. Од тука, обидот да се глуми ново проложение на конститутивната седница е нелегитимно и представува кршење на одредби од деловникот и правилниците за работа на Собранието кои што се однесуваат за свекување и организирање на ново проложение на седница. Собраниската служба ги реализираше сите предвидени чекори и обврски за свекување на следното 21 проложение. Беше испечетувана процедурата во електронскиот систем е-парламент, значи во системот на парламентот, со нотификација која што ја добиваат сите пратеници на своите службени имейл адреси. Така се свикува седница, а не состанување од место. Исто така, воедно е-парламентот, системот поврзан со официјалната веб страница на Собранието го евидентираше 21-то проложение на конститутивната седница за 28 април 2017 година, петок, во 11 часот, што беше видливо за медиумите и граѓаните. Законот за Собрание ја предвидува и јавноста на седниците. Значи, седниците на Собранието имаат своја јавност. Во конкретниот случај, немаше пренос на седницата, ниту пак имаше соодветен превод, а Талат Џафери си се обраќаше исклучиво и само на албански јазик. Членот 80 од деловникот јасно кажува дека не смее една точка да се затвора, додека не се исцрпат дискусиите по неа. Значи, одиме уште еден прекршен член, тој е членот 80. Но и тој еден член од деловникот не може и не смее да се толкува изолирано од останатите членови. Член 78 не може да се толкува без да се има во предвид член 80, што значи редоследот на точките од утврдениот дневен ред може да се менува единствено по завршен претрес на отпочната точка по која што тече расправата. Значи, не може тоа да се прави во од и со произволна желба. Во целокупната историја на работењето на Собранието на Република Македонија, но одржани стотици и дури илјадници седници, со илјадници точки на дневниот ред по кои пратениците расправале, не постои ниту еден пример, никогаш, во ниту еден случај, кога во тек на расправа по некоја точка, отворена расправа, таа била прекината и се преминало на друга точка од утврден дневен ред. Никогаш тоа се нема случајно, буквално. Затоа, таков пример не беше спомнат и посочен од пратениците кои упорно настојуваа да се прекине почнатата расправа и да се премине на следната точка. Со актот на СДС се суспендираше и правото на комисијата и други пратеници да дадат свој предлог за председател на Собранието. Значи, уште еднаш, со актот на СДС се суспендираше и правото на комисијата,
собраниска, и на други пратеници во Собранието на Република Македонија да дадат свој легитимен, законски и деловнички предлог за председател на Собранието. Член 22 вели: кандидат за председател на Собранието може да предлага комисијата за прашање на изборите и именувањето или најмалку 20 пратеници. Пратеник може да биде само предлагач, само на еден кандидат за председател на Собранието. Со преминување на точка 4 беше суспендирано правото на сите останати пратеници да предложат свој кандидат за председател на Собранието, како и правото утврдено со деловникот на комисијата на изборите и именувањата да даде предлог. Значи, комисијата за избори и именувања не можеше да даде свој предлог, ниту пак другите пратеници, право кое што деловнички им следува. СДС тотално ги погрази и одредбите кои што се однесуваат на евидентните листи кои што се изготвуваат за седниците. Сведоци сте дека секогаш има евидентна листа на која што пратениците се подпишуваат за присуство, а тоа го немаше. Член 30 гласи: пратеникот кој е спречен да присуствува на седницата на Собранието е должен за тоа да го извести председателот на Собранието до почетокот на седницата. Таква работа немаше. Член 32. За присуство на пратениците на седниците се води евидентен лист, кој што секоја што може да го видите, што е отворен во текот на одржување на седницата, кој што сега го немаше, а на крајот од работниот ден се предава на председателот на Собранието, што сега не се случи. На импровизираното, нелегитимно приложение немаше пријавување на присутни, ниту отсутни пратеници, ниту постои било каков евидентен лист. СДСМ тотално ги погази и одредбите кои што се однесуваат на утврдувањето на неопходниот кворум за работа на Собранието на Република Македонија. Член 95 вели: Собранието може да одлучува ако на седницата присуствува мнозинство од вкупниот број на пратеници. Собранието одлучува со мнозинство гласови од присутните пратеници, а најмалку со 1/3 од вкупниот број на пратеници, ако со уставот не е предвидено посебно мнозинство. Председателот на Собранието го соопштува бројот на пратеници кои што гласале за, против или воздржано. Значи, уште еднаш, председателот на Собранието, кога се гласа, го соопштува бројот на пратениците кои што гласале за, против или воздржано, како и бројот на пратеници кои што се присутни. Дали некој прочита број на присутни пратеници? Апсолутно не. Председателот на Собранието може да определи да се утврди бројот на присутните пратеници со броење, што не беше случај. Утвредениот број на присутни пратеници се смета за точен, се додека председателот или еден пратеник, чие барање го поддржуваат најмалку 10 пратеници, не побара повторно да се утврди бројот на присутните пратеници. На импровизираната, нелегитимна, фиктивна седница не беше утврден кворум, воопшто не постоја услови кворумот да биде утврден, ниту од кого, така што се доведува во прашање бројот на пратеници во салата и кворумот за работа. Политичкото насилие на СДСМ го погази и членот 107 кој што вели: за работата на седницата на Собранието се водат стенографски забелешки. Каде е стенографот? Уште еднаш, членот 107 вели: за работата на седницата на Собранието се водат стенографски белешки. Составен дел на стенографските белешки се и неодржаните говори на пратениците што на седницата во текот на претресот писмено се приложени со ознака дека говорот не е одржан на седницата. Стенографските белешки за работата на седницата на Собранието се чуваат во документацијата, во архивата на Собранието, во електронски дигитален формат и во тврда копија. Сега ги нема. Стенографските белешки се објавуваат на интернет страницата, внатрешна мрежа, на интернет, тоа е внатрешната мрежа на Собранието, и на веб страната на Собранието на Република Македонија, на интернет. Не постојат стенографски белешки од оваа импровизирана, нелегална и фиктивна седница. СДСМ направи преседан и ги појагази сите одредби кои што се однесуваат и на самиот чин на гласање. Член 96 вели: јавното гласање се врши со употреба на технички средства или со кревање на рака. Значи, технички средства или со кревање на рака. Технички средства, тоа се дугмињата кои што ги има пред секој пратеник со гласање за, против или воздржан. Начинот за употреба на техничките средства се уредува со акт што го донесува генералниот секретар на Собранието. Службата која што раководи со техничките средства беше изолирана.
немаше можност за гласање со технички средства, како што е вообичаено, иако техничките средства беа во Собранието на Република Македонија. Во конкретниот случај, СДСМ фиктивно се го утврди бројот на пратеници кои што гласаа за нелегитимниот предлог, без утврдување на гласови за, против и воздржани, спротивно на член 26. За претседател на Собранието е избран кандидатот кој што добил мнозинство гласови од вкупни одбори пратеници. Ако за претседател е предложен еден кандидат и ако при првото гласање не го добие потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка. Криминалната одлука на СДСМ не е објавена, ниту пак може да биде објавено затоа што е незаконски во службениот весник, иако Законот за собрание членовите 37 и 39 го предвидуваат тоа. Таа фиктивна одлука и формално не постои. Таквата незаконска одлука не може да постои затоа што СДСМ во нивниот обид за државен удар ги исклучи службите на Собранието, чија што работа е дефинирана со членот 40 од Законот за собрание и во членот 235 од Деловникот на Собранието на Република Македонија. Сумарно прекршени се Уставот на Македонија, прекршени се еден куп закони, прекршен е Деловникот на Собранието на Република Македонија во еден куп своји членови и ставови. За се ова одговорност мора да има. Насилството врз процедурите е исто така и насилство врз демократијата. Благодарам на сите.